Се проширува истрагата за пожарот во Кочанската дискотека. Од денес осомничен е и сопственикот на недвижниот имот во кој била сместена дискотеката, односно објектот во кој со години функционирал клубот, а истиот го издавал под закуп без да поднесе барање и да добие одобрение за пренамена на објектот. Лицето, како што информираат од јавното обвинителство, е осомничено како соизвршител за тешки дела против општата сигурност. Од действијата преземени во текот на досегашната постапка се обезбедија докази кои упатуваат на основно сомнение дека осомничениот како сопственик на недвижниот имот, објект кој со години функционирала како дискотека, го издавал под закуп на еден од претходно осомничените, без да поднесе барање и да добие одобрение за пренамена на објектот од надлежен орган заеднички во договор со осомничениот неформален сопственик на правното лице. Тој на различни датуми и во повеќе наврати во временскиот период од 2012 година до месец март 2025 година превземал градежни активности со кои извршил и учествувал во незаконска пренамена на објектот од намена Г за сервиси и сообраќајна инфраструктура во намена Б за големи угостителски единици, овозможил објектот незаконски да се врши угостителска дејност дискотека кабаре. Јавното обвинителство до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерки за предпазливост, со што бројката на осомничени за катастрофалниот пожар се зголеми на 46 лица, а се уште нема осомничен актуелен функционер. Инаку од вчера стартуваа и сослушувањата на семејствата на жртвите во трагедијата, во која скаснаа повеќе од 60 млади животи.